Шарени приказни, Ана Бунтеска. Пита од баба. Во предсобието Нина ги собува патиките и задишано извикува. Бабо, јас дојдов. Не ме карај, пак трчав по скалите за да стасам поскоро. Баба седи во дневната соба, наместена убаво во фотејата покрај прозорецот. Очилата се спуштаат на врвот од носот, дури го крева погледот на кај вратата, што води кон предсобието и со насмевка од поздравува. Добар ден, чедо! Изми ги рацете и дојди баба да те види. Нина влегува, ја гушка баба си со двете раце, ја бакнува во образ и седнува до неа за да ја го раскаже денот. Баба ја потпрашува за училиштето, за другарчињата и случаи кои биле интересни за време на часовите. Нина раскажува. Баба врти брзо суиглите и шарените волници полека добиваат форма на шал. Отиеве, кај да е зимата ке дојде. Нина завршува со раскажувањето и го зема далечинскиот управувач. Врти по програмите и се чини оти ништо не може да ја заинтересира. Го гаси телевизорот и воздивнува. Баба, мене ми е досадно. Домашното ми е напишано, собата исчистена и сите играчки ми се на место. Баба се смешка. Овие модерни деца и модерни родители, им било здодевно. Иако до некаде ги разбра, во градот нема кој знае што да се прави, ама баба растела на село. Без телевизори и автомобили, без мобилни телефони и компјутери. Баба не памети дека никогаш и било здодевно. Ги мозела кравите за да имаат свежо млеко. Работела во полето од каде што сето овошје и зеленчук се носеле на трпеза. Замислена баба ја гледа Нина, како со залепен нос на прозорецот гледа надвор додека од здивот се замаглува стаклото на кое Нина со прстето црта цветче. Бабина, наеднаш извикува баба и станува од фотејата. Ајде ние двете да направиме една домашна пита додека не се вратиле мама и тато од работа. Да ги изненадиме. Сирење има, јајца, млеко, брашно, кори, ки сукаме. Веќе си мрмори баба, набројувајќи си ги во главата сите состојки за правење пита. Нина го одлепува носето од прозорецот и трга во кујната засукувајќи ги ракавите. Сака да меси тесто, иако не знае како се сукаат кори, ама еве, баба ќе ја покаже. Кујната наеднаш станува магична работилница, во која се мешаат мириси од кои дури и на соседите им доаѓа вода в уста. Брашно на масата и во косата на Нина. Лушпи од јајце и весела смеја меѓу неа и баба, додека во малечка тетрадка внимателно го запишуваат рецептот пита од баба. Питата е готова, односно треба уште да се стави во рерната и да се испече. Баба и Нина заедно ја расчистуваат кујната и ја оставаат во совршен ред. Не баре никој не влегол во неа. Уште половина час и ќе дојдат мама и тата, вели Нина гледајќи во зидниот часовник. Одлично, плеснува со рацете баба. Толку ќе треба на питата за да се испече и ќе може да ручаме сите заедно. Нина го трга чаршавот од масата и го дипли. Бабо, ти го имаш и ова сплетано? Цел чаршав? Се чуди Нина. Баба кротко се смее и вели. Да, чедо, никогаш човек не треба да остане без работа. Со работа побрзо врви времето. Еве гледај, пита направивме, сега и масата ќе поставиме за ручек, потоа и садовите ќе ги измиеме. Попатно баба ќе поплете уште малку, а ти можеш да прочиташ лектира. Или еве, земи читај развигор. Ама без работа не останувај. Нина замислено ја гледа баба и наеднаш се стрчува кон неа. Ја гушка силно и шепка в уво. Ти благодарам, бабо. Еден ден кога ќе имам внучиња и јас сакам да им кажувам вакви работи. Баба ја гали Нина по косата и ја бакнува по челото. Умница на баба. Туку ајде, да извадиме питата. Ќе кажеме дека ти си ја направила, а јас само малку сум помогнала. Та веќе голема си. Во тој миг се слуша звончето на вратата и Нина се стрчува кон неа.
побогата за уште една научена бабина мудрост. Ако сакате да ја прочитате оваа книга, можете да ја најдете во просветно дело.